Како треба да се употребува македонскиот јазик е прашање што земјава го има уредено со закон од 1998 година. Во 2024 година стапи во сила нов закон за истата проблематика. Со него се предвидоа повеќе механизми за почитување на стандардната јазична норма. Еден од нив беше да се лекторира секој службен текст на законодавната, извршната и судската власт, локалната самоуправа, учебниците и медиумите. Оваа обврска ни беше и најподатлива за почетокот на нашето мини истражување како и колку се спроведува законот во практика. Ги проверивме извршната и судската власт, но и опозицијата. СДСМ неодамна одржа тематска пресконференција за непочитувањето на законот за употребата на македонскиот јазик. Вака, најмногу ми паѓа во очи несоодветната употреба на големата и малата буква. Например, законот за употреба на македонски јазик би требало, бидејќи тој закон е веќе донесен, усвоен, да биде со голема почетна буква, а придавката македонски со мала буква. Да, гледаме дека се провлекува таа со голема, нема таква потреба. Исто така името на собранието. Исто го пишуваме со голема почетна буква, што не е тука случај. Сега македонски јазик се повторува неколку пати со голема буква напишан. На сите места треба со мала да е напишано. Да, на сите места, освен кога е на почеток на реченица. Ова соопштение пред да биде објавено поминало низ лекторски очи или не? Мојот впечаток е дека не. Зашто често знаат моите колеги да кажат дури лоша лектура и лектура. Следна за проверка ни беше власта. Поточно анализиравме соопштенија на владата која би требало да има далеку поголеми капацитети од една политичка партија. Нашиот избор беше настан на кој премиерот Христијан Мицкоски зборува за изборот на локација за нов клинички центар. Насловот го одминавме. Може би имаше забелешки за насловот. Да, има, да. Многу често вака, кога читаме текстови, тоа не може да се забележи во говорен јазик. Има правописни интерпункцијски грешки. Од запирки се употребува цртичка наместо црта и обратно. Еве тука е многу воочливо во насловот наводниците. Значи има влезни, нема излезни. Тоа и претпоставувам исто од брзање, невнимание. И исто така што името на базенот, на болницата и на поликлиниката соодветно би требало да биде во наводници Букурешт. Грешки откривме и при употребата на цртичка, како и во така наречените полунаводници кои се употребуваат при цитирање. 5 центарот би требало да биде напишано со цртичка помеѓу, камен темелник исто со цртичка, бидејќи камен е атрибут на именката темелник. Тоа ми е вака на прва. За овде не прешав ова лекторирано соопштение од влада или? Да бидам искрена, не сум сигурна. Че не можам да кажам ниту со сигурност дека не е, ама според мене не личи дека е. Од судската власт лекториравме соопштенија на Врховниот, Апелацијски и Основен суд. По случаен избор како пример ни послужи пресуда од Битолска апелација. Дилемата се појави уште на почетокот. Не ми е тука интересно и верувам дека голем дел од колегите би се согласиле околу името на судот. Секогаш таа наставка со ионен, апелационен би требало да биде апелацијски. Да. Овде веќе станува збор за друг стил, веќе не сме во новинарскиот, туку во административен. Добро. Судски подстил, кој си има свој карактеристичен јазик. Формата огласен е за, наместо е огласен за виновен. Или, например, изречена му е санкција, а би требало му е изречена санкција. Тоа е повеќе во духот на македонскиот јазик, но се помалку го гледаме во практиката. Еве, бидејќи ме праша дали сметам дека се лекторирани претходните текстови, пресудава, исто не сум сигурна.
Па до трите адреси се обративме со прашање дали имаат вработено лектор. Од СДСМ не добивме одговор. Од владата информираа дека имаат вработено еден лектор. Од апелацискиот суд Битола одговорија дека немаат. Ангажирањето лектори во јавните институции не е прашање на избор, туку е задолжително со новиот закон за употреба на македонскиот јазик. Председателката на Сдруженијето на лектори Елизабета Бандиловска вели дека и покрај законската обврска на терен се си е постаро. Вработувањата на лекторите повеќе ги нема, одошто ги има, че мал е бројот на институциите кои што во меѓувреме вработија лектори, почнувајќи нели од судската, законодавната, извршната власт, да не зборуваме за институциите кои што се дел од културата, нели музеи, библиотеки, други јавни институции кои што се буџетски корисници, факултетите, сите кои што по закон треба да работат или да ангажираат лектор. Знаеме дека и претходно постоеше закон за употребата на македонскиот јазик, но остана само на хартија. Впечатокот е дека сега и овој нов закон некако така се провлекува, повеќе декларативно. Сдруженијето брои околу 140 лектори, но нема прецизни податоци колку од нив успеале да се вработат во последниве 2 години откако законот е во сила. Дел од нив се вработени во медиумите, помал дел, речеме 1 до 2 лектори имаме во Централен регистар, во Министерството за култура еден лектор, колку што знам, Институтот за македонски јазик, немам информација дали во владата има лектор, Министерството за образование и наука мислам дека нема лектор, општина, знам дека општина Кочан има вработен лектор, во училиштата има лектори кои што се наставници, кои што го предаваат македонскиот јазик и истовремено се лектори, па претпоставувам дека се ангажирани за лекторирање на текстови документи кои што одат во официјална комуникација, во медиумите има, меѓутоа Ќе сгрешам ако кажам дека на прсти се бројат. На прсти се бројат. Кои што ги знаат. На прсти се бројат институциите кои што имаат вработено лектор. Колку и како се спроведува законот за македонски јазик е прашање кое изминатиот период гласно одекна во јавноста откако председателката на Советот за македонски јазик Симона Груевска-Маџоска поднесе оставка од функцијата. Таа, иако првично не сакаше да коментира за причините за оставката, јавно одлучи да проговори по изјавата на министерот за култура Зоран Љутков, кој посочи дека оставката била поднесена од лични причини. Главната причина за оставката е односот на министерот за култура и туризам и државниот секретар во Министерството за култура и туризам. Последната капка што ја прелеа чашата беше забраната јавно да ги кажам забелешките на јавната расправа за националната стратегија за културата, кои што се однесуваат на делот за македонскиот јазик. Забелешките, како што вели Груевска-Маџоска, биле поврзани со националната стратегија за македонски јазик, која по прв пат се подготвува и е предвидена со новиот закон. Но и во овој дел, како што вели, наишла на незаинтересираност од надлежното министерство. Значи, националната стратегија има рок на изработка до крајот на октомври оваа година. Значи, немавме многу време. Исто така, немавме ни техничка помош, ниту консултанти за изработка на оваа национална стратегија, што не е случај со другите национални стратегии, како што ми беше кажано. Самите од работната група почнавме да ја правиме, меѓутоа логистички јас немав ни за тој дел никаква помош, па од членот што беше поставен делегиран од Министерството за култура, што е во работната група, немав апсолутно никаква помош, па дури и записниците си ги пишував сама откако ќе заврши состанокот. Но освен забелешката дека државата не покажува интерес за стратегијата, Груевска-Маџоска е критична и кон волјата на властите да ги спроведат и другите аспекти од законот. Например, ставањето во функција на Инспекторатот за македонски јазик, кој повеќе од 1 година има само директор. Како што знам јас од директорката, уште ланската година се побарани 12 места за инспектори, од Министерството за финансии била одбиена, потоа намалила на 8 места, повторно била одбиена и сега се добиени 5 места за инспектори. А инспекторите кога ќе се вработат, треба да поминат 1 година обука. По вработувањето, значи? По вработувањето. Тоа значи дека уште 1 година нема да може да се врши инспекцијски надзор. Инспекторатот за македонски јазик е формиран како ново тело врз основа на Законот за употреба на македонскиот јазик од 2024 година.
Директорката Менче Андреева е назначена на чело на институцијата минатата година. Таа не се согласува со тезата дека ништо не се прави во однос на спроведувањето на законот. За најгорливиот проблем, вработувањето на инспекторите, вели дека треба да се земе предвид изборниот период. Во оваа година мораме да го предвидиме и периодот на избори, кога не можевме да вработуваме инспектори. Значи имавме на располагање само неколку месеци, а за тие неколку месеци ние успеавме да добиеме согласност и да започнеме со постапката за вработување моментално на 5.000 инспектори. Секако во иднина постапката ќе продолжи и понатаму и бројката ќе се зголемува во иднина. Зошто само 5 инспектори за почеток? Тоа е за финансии не сакаше да даде согласност за повеќе? Па ние во последното барање толку побаравме, значи побаравме вработување на 5.000 инспектори и таа согласност веќе ја имаме. Во иднина секако постапката реков дека ќе продолжи бројката ќе се зголемува и во иднина. Кога очекувате да почнат со работа инспекторите? Така, значи откако ќе помине постапката за вработување, тие ќе започнат, тие ќе бидат официјално вработени во инспекторатот за употребата на македонскиот стандарден јазик како инспектори по македонски јазик. Една година од денот на нивното вработување, тие ќе треба да посетуваат практична обука. По завршувањето на обуката, односно после една година, во рок од 3 месеци тие имаат законска обврска да го полагаат испитот за инспектор и да се здобијат со лиценца за инспектор. Во однос на проблемот со ангажирањето лектори во институциите, Андреева потврдува дека најголем дел од нив немаат, но додава, има се повеќе институции кои ја менуваат систематизацијата со која се предвидува и работно место лектор. Институциите треба да го почитуваат законот и препораката од моја страна е овој временски период да го искористат за да можат да го испочитуваат законот, да вработат лектори, да ги лекторираат своите акти и оние документи кои што се меѓуинституционални, и оние документи кои што ги објавуваат на своите веб страни, така што едноставно мојата порака е да го почитуваат законот за употребата на македонскиот јазик. Предвидени се казнени одредби. Да. Колку се движат казните и кој ќе ги спроведе, кој ќе ги казни институциите? Така, па инспекторатот за употребата на македонскиот стандарден јазик е тој кој што треба да го спроведе законот и секако да постапи според законот за употребата на македонскиот јазик и да ги казни онака како што се предвидени казните. Во законот се предвидени парични казни до 3.000 евра, зависно дали станува збор за физичко или правно лице, па и од видот на прекршокот. А дел од прекршоците се неупотреба на македонскиот стандарден јазик на јавни настани платени од буџетот, објавување нелекторирани текстови, емитување програма со нелекторирано титлување или синхронизација, објава на нелекториран рекламен материјал. Имајќи предвид дека дури и владата не успева да си ја заврши оваа обврска како што треба, се чини долг и трнлив е патот на малкутемина на кои всушност им е доверена задачата – да се грижат за правилна употреба на македонскиот јазик.